емисија Мој збор го угостувам Ристо Чулев, кој инаку е дипломиран професор по философија, а поводот за денешниот разговор, впрочем, е најавата за новите измени во концептот на гимназиското образование, кои што предвидуваат филозофијата да стане изборен предмет, а целосно да се отстранат и укинат етиката и логиката за средношколците кои што ја избрале гимназиската образовна програма. Колку е тоа штетно, впрочем, како идеја, доколку се реализира и што се образованието ќе изгуби со тоа што ќе продуцира кадри, кои што, впрочем, немаат основни познавања од логиката и етиката, и дали филозофијата е задолжителна и неопходна и каде се таа има денеска примена. За сите овие аспекти, за сите овие прашања дискутираме во продолжение, а вие останете со нас и проследете го нашиот разговор. Имам чест во новата емисија да Мој збор да го угостам професорот Ристо Чулев. Ке зборуваме, иако поводот нели за угостување твое денеска и твое гостување во емисијата Мој збор не е баш најпријатен, мора да се согласиме, меѓутоа мислам дека ќе имаме добри теми на кои што ќе можеме да реферираме и да ја запознаеме по широката јавност за вистинското значење на филозофијата. Според мене и мој некој субјективен впечаток и стиснато значење и употреба на овој термин, дури некогаш и во пежоративно значење се употребува многу филозофираш. Тоа е некој жаргон што денеска го користат младите, без да се знае вистинската смисла, ниту етимолошка, ниту значењето пошироко на тоа што представува филозофијата. Причината зошто си ти денеска гостин во емисијата Мој збор е затоа што беше најавен некој предлог, нацрт за гимназиско образование, кој што треба да ги исфрли од употреба етиката, логиката и филозофијата, да ја стави на позиција на изборен предмет. Јас кога го слушнав таа одлука од министерката Јаневска, за мене тоа беше еден навистина шокирачки податок, затоа што разбирам дека концептот на гимназиско образование веќе се редуцира и можам да кажам обесмислува со таквото исфрлање на логиката и на етиката, особено на овие капитални предмети за развојот на една единка, за личностниот развиток. Ми е непоимливо како некој може да дојде на идеја дека воопшто тие не се потребни и да ги исфрли, односно да предложи да се исфрлат од концептот на гимназиско образование. Ајде да почнеме со тоа зошто се важни филозофијата, етиката и логиката во образованието. Етиката, логиката и филозофијата сметам дека се неопходни предмети и се неизоставни во процесот на образование, во процесот на формирање личност. Зошто? Етиката те учи што е добро, што е лошо, да правиш разлика помеѓу доброто и лошото, да бидеш добра личност, да знаеш како да се однесуваш со себе, да знаеш како да се однесуваш со другите луѓе, да бидеш корисен за себе, да бидеш корисен за заедницата, да бидеш корисен за светот. Логиката те учи за исто така суштинска работа, да мислиш. Фундаментот на едно човечко постоење, заедно со чувствата. 24/7 мислиме. И логиката не учи како правилно да мислиме, како суштински да размислуваме, како да извлекуваме заклучоци, како да решаваме проблеми. Не е возможно без правилно мислење да знаеме правилно да действуваме. А тоа е основата на Никомахова етика на Аристотел. Значи што Аристотел кажал дека етиката се дели од два дела, од дианоетика и етика. Значи прво мора да знаеме да размислуваме, па потоа мора да знаеме да го применуваме тоа знаење за добри, за вистински цели. Филозофијата пак е наука, како предмет зборувам сега, како предмет во средно образование, како пропедевтика, предспрема за размислување, за суштината, за системот на светот. Е многу значаен. Таа ги обединува сите историски знања, сите важни, сите релевантни суштествени знаења. Значи не е само знаењето, не е само добрината, не е само мислењето, туку и вредностите се многу важен сегмент. Општеството, градот, како ќе влијаеме. Например, политика на филозофија е филозофска дисциплина која учи доколку
кралот не постане филозоф, а филозофот крал, на Платон мислат, не е возможно напредок на државата. И филозофијата која што ги обединува се, сите овие суштински карактеристики за човекот и за светот, која што не учи како да бидеме во согласност со самите себе, но и со светот, е круцијален предмет. Не е возможно без филозофија, логика и етика да има напредок во однос на развојот на личноста. Секако и социологијата, и педагогијата, и психологијата се значени, меѓутоа од различен аспект. Немаме ист предмет на проучување. Различни се лекциите, различни се вредностите и методите. И покрај тоа што има заеднички цели. Благодарам. Луѓето не сваќаат дека доколку се исфрли логиката, која што представува фундамент на многу науки, дека нема да имаме идни програмери, дека нема да имаме успешни математичари, да не зборувам за општествените науки кои што општата методологија ја земаат од логиката и како што рече, понатаму е друго прашање што нема да имаме поединци што критички ќе размислуваат и ќе можат автономно и автентично да носат одлуки за својот живот, меѓутоа и за пошироката заедница каде што припаѓаат. Етиката исто така е клучна, многу е важна. Ние знаеме да го употребуваме зборот добро е како придавка или лошо е како придавка, меѓутоа не го знаеме опсегот на сите феномени кои што ги вклучува синтетички доброто и синтетички злото. Ајде да објасниме што се ќе се изгуби доколку во концептот на гимназиско образование не се изучува веќе логика, не се изучува етика и не се изучува филозофија, иако имаше еден период оптимистички кога државата ја воведе филозофијата како изборен предмет чинам во основното училиште и тоа беше еден, така да кажам, златен период за филозофијата, меѓутоа еве следуваат разочарувачки вести. Што ќе изгубиме се доколку се случи ова сценарио што не го посакуваме? Јас мислам дека ќе го изгубиме умот. Ќе го изгубиме разумот. Ќе изгубиме квалитет за создавање на здрава, стабилно, одговорна личност. Ум без логика, концерт без музика, медицина без ликови. Не е возможно да се размислува без да се знае што е дедуктивен метод. Не е можно да се размислува без да се знае што е силогизам. Посреден начин на заклучување. Непосреден начин на заклучување. Не е возможно да се размислува. И во научен контекст зборувам, не само во секојдневен живот квалитетно да се размислува, туку да се размислува во научен контекст квалитетно без што е поим, без што е суд, без што е заклучок, без што е дефиниција. Значи, без поимна јасност не може да се учествува во научно исследување, проследување. Не е можна наука, не е можен научен процес. А оваа пропедевтичка логика, што ја предавам ја во средното училиште, сега во гимназиите во Македонија, што е наставна програма, го овозможува тоа. Значи, нема наука која што не се занимава со сите овие работи ја што ги наброив. Тие се основни алатки во секое научно истражување. Основни се за секоја личност да има квалитетен ум и да знае, како што вели Марко Аврели, кога ќе им дојдат проблемите во животот да ги решат. Значи, Марко Аврели упатува на тоа дека мора да се занимаваме со филозофија, затоа што во животот ќе ни се случат многу проблеми. А кога ќе ни се случат, многу е подобро според Марко Аврели да бидеме подготвени за да можеме да ги надминиме. Искуството, животно и научно, без добрина е лош живот, лош квалитет. Не може да се замисли, да молам. Научно воспитан процес, воспитно образовен процес, без педагогија и исто така е невозможен, да молам. Значи, логиката е основно средство, основна алака, вредност и цел, метод, кој не смее да биде изоставен. Доколку се изостави, квалитетот на умот, на разумот, на свеста, ќе биде на многу ниско ниво. Само ќе си отвориме проблеми. Ќе им посакаме добре да иде без логика.
И исто така денеска владе едно верување и една претпоставка дека филозофијата е апсолутно неприменлива. Тоа е некоја дисциплина која што се занимава со апстрактни идеи кои што никој не ги разбира и кои што немаат едноставно примена во секојдневниот живот, меѓутоа тоа е едно лаичко толкување на значењето на филозофијата. Навистина сите кои што имаат познавање од филозофијата, за мене е прво срамота да не знаеш кој е Аристотел, како што е срамота да не знаеш кој е Моцарт или Ван Гог. Мислам, тоа се работи кои што треба да бидат дел од себе спознавањето и спознавањето на историјата на човекот, како што сакаме да го знаеме нашето потекло, од каде доаѓаме, што вели го ген, каде одиме и кои сме. Ние не можеме тоа знаење да го имаме без историјата на филозофијата. Меѓутоа и на поединечно ниво, вака во екзистенцијалните, како што кажа ти, периоди на криза, некои гранични ситуации, знаењето од филозофијата и тоа како ни помага да ги надминеме и да ги разбереме истите, каде се има примена денеска филозофијата? Голем е спектарот на примена на филозофија. Исто како голем што е спектарот на оние кои што не ја применуваат филозофијата. Ја применувам филозофијата во секојдневниот живот, за моје лично хармонизирање со себе си и со светот, а ја применувам професионално во образување на личност, во создавање на стабилна, квалитетна, разумна личност. Во светот, филозофијата се применува практично на секаде. Сите квалитетни институции ја применуваат. Ја применуваат војни стратези, ја применуваат политичари, државници, спортисти, спортски тренери, ја применуваат и на факултети за технолошки развој. Конкретно мислам на Ноам Чомски. Он е современ филозоф. И он предава на МИТ, факултет за технолошки науки. Потоа ја предаваат во економијата, во туризмот. Не може без филозофија, без систематско и системско размислување и опфаќање на некој предмет во целина да се постигне успех. А вие економисти, и вие технолози, имаат задача да постигнат профит и без овој начин филозофски на размислување не го постигнуваат. Во помала или во поголема мера, со различен предмет на поставување мисловен и цел, се применува. Например, кога го прашале овој Ноам Чомски, што може да каже за неговиот квалитет или за успех, или што е она важно од аспект на современа филозофија, он им рекол, па ја можам да се сетам на Вилхелм фон Хумболт. 19 век, он е пруски философ, и другото, кој што го има создаден еден од најквалитетните филозофски образовни воспитни системи. Денес американските системи го користат образовни и јапонските системи го користат. Во што се состои? Он ја има исто идејата и дефиницијата за знаење на Френсис Бекон. Знаењето е сила, меѓутоа додава Хумбол, додава дека образованата личност е слободна. Што значи образована личност според него? Да биде слободна значи да знае да ги поставува прашањата релевантни кои што се за наука и за живот. Да знае да ги поставува релевантните, значајните прашања за обичниот, за секојдневниот живот. Суштинските. Да знае да пронаоѓа информации, значи да знае да истражува, што повторно без логика не е возможно. Да знае да решава проблеми и да знае да направи селекција кои информации се важни за да ги зачува во умот, за да може да ги решава животните и научните проблеми. Тоа е овој Хумболт. Тоа е он што се цени и тоа е ставот на Ноам Чомски, например.
за значењето. Тој вели исто така дека многу е важно за образовниот систем сите човечки сили да бидат во една целина. Ке се надоврзам на Хераклитовата дефиниција за хармонија, кој што вели хармонија е единство на природата во целост од сеопфатност и различност. Што значи тоа за образовниот систем? Невозможно е да се создаде личност само со природно-математички науки или само со општествени науки. Мозокот е составен од две хемисфери. Математичка, природна да речеме, во факт, и оно што е креативна, инвентивна. Значи имаме и ум, мислење за идеите, имаме и разум, систематизација, класификација на идеите. Ако нема мера. Чим нема мера, нема хармонија. На општеството му е потребна мера, хармонија, квалитет, кој што го овозможува. Општествените науки, филозофијата, заедно во контекст со природните науки. Се појавуваат и сомнежи каков е тој профил на луѓе кои што денеска ќе се занимава со филозофија, апропо предрасудата и стереотипот дека филозофијата денеска е некорисна дисциплина, таа нема никаква примена и употреба и тоа се некои, да кажам, во најмала рака несериозни луѓе кои што би избрале да се занимаваат со филозофија. Повторно ќе кажам, тоа е некое лаичко и општо уверување кое што можете да го слушнете помеѓу луѓето во секојдневниот дискурс и во разговорот во секојдневниот контекст. Кога зборувате за филозофија, обично негативно се реферира, меѓутоа јас повторно тоа го препишувам како незнање, затоа што луѓето кои би ги знаеле сите аспекти кои што се однесуваат на примената на филозофијата, ќе сватат дека во суштина работата на филозофот е една многу интензивна задача која што постојано го, ајде да кажам, му создава тегобност, би кажал Сартер. Ајде, така да го избереме тој збор, за да опишеме таа состојба, меланхолија, тегобност и така натаму. Кој профил на луѓе денеска се занимава со филозофија? Можеме да одговориме на тоа прашање? Можеме. Кои луѓе се занимаваат со филозофија? Се занимаваат филозофите. Оние што ја љубат вистината, оние што ја љубат суштината, оние што ја љубат хармонијата на животот. Се едната категорија на луѓе. Другата категорија на луѓе се оние кои што имаат проблеми во животот. Чувствителни, духовни. И бараат излез, екзистенцијален и духовен. Значи, две категории на луѓе. Оние кои што високо квалитетен ум, разум, потреба за вистината, за љубовта, оние кои што имаат потреба да ги спојат умот и срцето, емоциите и да ги применат во животот, и оние кои што се дисхармонизирани во однос на умот, срцето и постапките во животот. И луѓе ја користат филозофијата. Се разбира и менаџерите, како што реков претходно, на големи корпорации, институции, политички структури и така натаму, државници. Кога зборуваме за феноменолошка редукција, што е тоа што од една појава присутна во сетилноста и во свеста е тоа што треба да остане како податок се со цел понатаму да може да има апликабилен карактер и да се имплементира, да се примени. Мора да говориме и за тоа што филозофијата ни дава како алатка. Ти спомна дека во науката филозофскиот метод е еден од основните на научниот метод. Што ќе остане од науката ако ја редуцираме филозофијата? Можеме ли да одговориме на тој дел, затоа што обично, повторно ќе кажам, предпоставката на повеќето луѓе, а тука сме нели да ги кршиме предрасудите и да објасниме што е вистинското значење на филозофијата. Предпоставката на многу луѓе е дека тоа се некои приказни од историјата кои што нема многу големо значење ако ништо нема да изгубиме и ако не ги знаеме. Обично ги поврзуваат и конотираат со биографски податоци на луѓе. Сега многу е важно дали Аристотел живеел во 6-тиот или 4-тиот век пред наша ера. Меѓутоа, дали е тоа се што треба да има од филозофијата, дали впрочем
ова е долго поставувано прашање, дали филозофијата е само историја на филозофија? Или, ако ја отстраниме од науката, ќе имаме многу поголема штета. Кое е твоето мислење по оваа прашање? Ќе изгубиме многу квалитет, ќе добиеме само поединечни квалитети, парцијални. Во филозофија квалитетот се дефинира како оно што е нешто над поединечното, посебното, општото. Филозофијата ги обединува сите квалитети. Науките без филозофија ќе бидат поединечни квалитети. Знаењето и напретокот ќе стагнира, според мене. Ќе се вратиме во антика. И потоа ќе треба да измислиме дека филозофијата повторно треба да ги обедини сите науки. Многу погрешен метод и став ето. А што се однесува до второто прашање, дали историјата на филозофија е само историја на филозофија, не е друго, не се согласувам. Затоа што сметам дека филозофите даваат безвременски решенија, универзални решенија, што траат во секое време од овој историскиот развиток. Не се тие менливи, не се минливи, тоа се трајни решенија што ги нудат филозофските системи и филозофите. И во тој контекст, историјата на филозофијата е само комплетирање на филозофијата, односно комплетирање на трајни, суштински, универзални решенија за животот, за науката, за мислењата, за чувствувањата, за делувањето. Веќе во конкретно 19 век, кога почнуваат да се етаблираат поединечните науки, се мисли дека веќе филозофијата не е потребна и дека поединечните науки секоја во својата област и предмет ќе го презема занимавањето со релевантните прашања од областа на човечкото однесување, природата или кој и аспектот и сегментот битието да опфаќаат. Меѓутоа и нели провеа еден таков ветер во филозофијата во средината на 20-тиот век, кога сите научници, и Хајдегер, и екзистенцијалистите и феноменолозите апелираа на тоа да се исчисти филозофијата од метафизика. Мислам, тоа е идеја која што датира уште од Бекон, Кант и така натаму, меѓутоа тогаш беше поинтензивно да разграничиме што е метафизика, што е чиста филозофија, ако постои воопшто нешто што се нарекува чиста филозофија. И сега имаме повторно едно незадоволство од поединечните науки. Поединечните науки не може да дадат како рече ти, општи решенија, општи системски пристапи решенија на многу прашања, попочнуваат да се создаваат еден тип на сојузи и соработки помеѓу поединечните науки, па денеска имате когнитивна наука и куп други интердисциплинарни пристапи кон обработка на една тема. Ке го живееме ли повторно златното време на филозофијата? Има ли шанси воопшто филозофијата повторно да ги обедини другите науки, затоа што сами по себе не се доволни да дадат со поединечниот пристап и приод кон проблемот да дадат одговори кои што би ги задоволиле потребите на еден човек, на еден разум? Прво да го објаснам моето сваќање, вреднување на поимот време. Има индиски филозофи кои што го толкуваат времето како план на свеста за работата на умот. Во филозофијата постојат филозофски системи кои што веќе го проектираат златното време. Конкретно мислам на религии, на филозофски системи, на јога, на православно христијанство, на ислам, да речеме, и така натаму. И во нив не постои време, постои апсолутно време. Не постои време во контекст на едно по друго следување и секогаш е златно време. Доколку се молиш, доколку медитираш, доколку практикуваш контакт со апсолутната вистина, односно со Бог, тогаш филозофијата секогаш го има поставено златното време. Ти си во хармонија. Нема негативно време. Нема негативни действија, влијани. А што се однесува до овој другиот контекст на сваќање на времето, историски след или современи текови на настани, би требало многу повеќе да се потрудиме, повеќе да ја воведеме филозофијата
во општествените текови, за да може да се воспостави тоа златно доба. Значи, кога велам да се воведе филозофијата, мислам на комплексна соработка на сите науки со филозофијата и филозофијата со неја. Да не смее да се изостави ниту една наука да треба да биде во контакт со филозофијата. Затоа што филозофијата ги поставува прашањата, науките даваат поединечни, конкретни одговори и потоа повторно филозофијата ги соединува, па се надоврзува на овие прашања и дава нови резултати, нови исходи или ги потврдува истина. И во овој вториот начин за кој што зборувам, не сум оптимист во моментов, меѓутоа не се ни откажувам дека може да има практична примена и големо значење филозофија. Дали денеска има живи филозофи, ако филозофијата се смета за наука која што е застарена и негде во минатото треба да го сместиме низиното постоење, односно дека нема никакви импликации во сегашноста? Ти го спомна Наум Чомски или Ноам Чомски, кој што има неколку тези од областа на филозофијата, меѓутоа кои што главно се имплементираат во филозофија на јазик, и тука е нели борбата дали да се создаде вештачки јазик кој што подоцна ќе биде универзален, ќе има поуниверзални карактеристики кои што ќе се имплементира во вештачката интелигенција, во роботиката и така натаму. Затоа мислам дека се фаворизира Ноам Чомски. Има уште неколку живи, не знам Бауман дали е жив, мислам тој беше многу стар и почина пред неколку години, ама тоа се неколку имиња на светската. Жижек исто е многу познат у Македонија заради тоа што ни е близок вака географски, меѓутоа не знам дали можеме да го сврстиме у филозофија. Тоа се неколку имиња кои што се вртат на светската сцена. Имаме ли денеска живи филозофи, со што тие се занимаваат? Тие се само универзитетски професори или имаат некоја друга работа надвор од академската заедница? И можеме ли денеска да кажеме дека подамот на интелектуалците мора да го подразбира знаењето за филозофијата, или денеска не подразбираме филозоф е еквиваленција интелектуалец? Односно, интелектуалец не мора да има знаење од филозофија или некој енциклопедиско знаење. Искрено да бидам, ја не сум упатен многу во оваа проблематика. Не сум стручнак, ама следам нешто. Катрин Корсгаард, американка, ми интересна како современ филозоф. Питер Сингер, австралијански филозоф, ми интересен. Мешо ми беше интересен Тед Синер, ама не, после се откажа. Но што го знам ја е дека современите филозофи, и тоа е проблем што е сега филозоф, дали треба да имаш филозофски систем, дали само решение за некој проблем суштински и така, се движат во однос на епистемологија, во однос на филозофија, на јазик, нешто малку метафизика. Мислам дека поголемиот број филозофски прашања се веќе одговорени и сега е само форма примена во соодветни современи услови, ситуации или науки. Не дека нема филозофски проблеми, има, да не испаднам сега дека не знам што зборам, ама ова Катрин Корсгаард ми се бендиса затоа што вика за една крајна цел да биде докажано дека еден предмет, една суштина појава постои како крајна цел, мора да донесеме закон, да ја воведеме како закон во незино активно постоење, во незино пасивно постоење, мора таа цел да биде апсолутно добра. Ја го поврзав со интелихијата, ова начелово на Аристотел. Можното да се оствари, оствареното да се усоврши како видов поим на Аристотел. И тоа мене ми дојде многу добро, многу интересно. Размислување, особено никош не сум размислувал така. Овој Питер Сингер ми дојде интересен. Ги вредно ги постава прашањата за мерката на интересите. А интересите со потребите се клучен двигател на човечкото постоење. Но вика, оно што е значајно е дека
човекот интересот е квалитетен ако може да се мери не само според своите вредности, туку и според тугите. Значи ја да направам не добро само за мене според моите, туку и за тебе и за општеството според нивните вредности. И тоа ме потсети на овој Џон Стюарт Мил, која зборува за слободата. И вика да ги сознаеме, да ги познаеме различностите, ама да ги усогласиме интересите. А како ќе ги усогласиме ако нема систематско размислување, ако нема филозофско мислење? И интересно е што овие сега современи филозофија, например Питерсон, го реактуализира тој проблем. Интересно е како филозофските проблеми се секогаш универзални, се секогаш на дневен ред, како да кажам. Така, и актуелни. Да, на дневен ред, тоа сакам да кажам. Се изрази така, колоквиално. Ристо, ти благодарам за денешното гостување. Ќе се повторам, беше најавено да говориме нели за актуелните проблеми во образованието, меѓутоа направивме еден вовед во филозофијата, чепнавме неколку проблеми со состојбата во современата состојба во филозофијата и мислам дека имаме уште многу теми на кои што треба да разговараме и тоа е и моето сфаќање некаде лично и интимно за филозофијата е дека филозофијата не треба да заврши. Не мислам дека тоа е некоја догматска дисциплина каде што ќе постигнеме сеопшт емпириски консензус за тоа како треба да изгледаат науките, да ги работите, односно теориите, да ги институционализираме, да се занимаваме со академски со филозофијата и тука да заврши се. Мислам дека идејата на филозофијата е само да потикне нови прашања или да ги секогаш реактуализира оние вечните прашања, универзалните прашања, како што е битието, што е убаво, што е добро. И покрај тоа што вака изгледа дека тоа се површни и паушални прашања, меѓутоа како вели Свети Аврелий Августин, сите знаеме што е време, меѓутоа кога ќе пробаме да го дефинираме, сваќаме дека што вели Сократ не знаеме ништо. Ти благодарам уште еднаш. И јас сум благодарен и за медиумскиот стапениот простор и за квалитетниот разговор. И ќе ми биде чест ако соработуваме видни. Благодарам. Почит. Да се изучува логика и етика не е прашање на избор, туку е прашање кое што сериозно го засега идентитетот на секој иден мислител и доколку сакаме да продуцираме генерација која што е автентична, критична, која што има своја мисла и оригиналност, тогаш несомнено треба да се изучува етиката, логиката и филозофијата, но доколку сакаме да продуцираме послушници или само некои кои што ќе бидат следачи на одредени програми или само ќе имплементираат одредени задачи, тогаш навистина не е потребна етиката и логиката, но дали сакаме општество во кое што ќе живеат само послушници и луѓе кои што немаат идентитет на својата мисла, тоа е прашање кое што ќе го оставам вие да го размислите. Ви благодарам за тоа што ја следавте денешната емисија Мој збор и ви закажувам повторна средба веќе следната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. Се гледаме!